Во издание на серијалот интервјуа имаме неколку прашања на вас, така го нарекуваме. Ви имаме вас, професоре Митко Хаџипулја, професор на факултетот по архитектура при Универзитетот Кирил и Методи на Скопје. Долгогодишно професорско искуство, сигурно многу генерации поминаа зад вас. Изнегувавте архитекти кои сега работат и делуваат. Што им порачувате на вашите студенти кога ќе почне академската година, на младите луѓе што решиле да се запишат и да бидат на вашиот факултет и да бидат архитекти? Добро, добар ден. Прво благодарам за поканата, за честа и можноста да се обратаме на еден поширок аудиториум. Прашањето кое што го поставувате, мислам, е тешко прашање. Мислам, сложено прашање, бидејќи секогаш постојат повеќе слоеви, што се браќаме на студентите. И тоа е практично и првата порака, дека архитектурата е тешко. Сега го нешто што е тешко. Го парафразирам еден од најголемите светски архитекти, Алвар Aalto го знае на своето последно предавање. Тој прво што кажува, доаѓа на бина и вели да ве упатам, архитектурата е многу тешко. И толку требало предавањето, и си отишол. Бидејќи така настанала една ситуација, но сакам да кажам за смислата на тежината. Сега, што им кажуваме? Значи, првото што се обидуваме, мислам, и јас и моите колеги, Минас Бакалчев, Александар Радевски и другите, значи се обидуваме да ги упатиме во смислата на архитектурата. Тоа дека тешко останува, но што е смислата на тоа што го прават, поточно некаква дефиниција. Таа дефиниција, мислам дека е важна за сите нас. И денес, особено, велам на поширокиот круг, не само на студентите по архитектура, а тоа е дека архитектурата е она што е поддршка на животот. Ако чувствувате дека нешто што е изградено не го поддржува животот, тогаш не е архитектура. Тоа е прво. Второ, архитектурата секогаш треба да придонесува, поддржувајќи го животот, во остварување на одредена целовитост. Значи, нештата да внимаваат студентите дека треба да одржуваат одредена целовитост. И во рамките на таа целовитост, за да се објаснат, бидејќи не постои дефиниција за целовитост, барем јас не ја знам. Значи, не постои за мене што е целовитост како формула. Значи, целовитоста е нешто што треба да се создаде, нешто што треба да се креира и што го подразбира вклучувањето и на субјектот, како активен чинител, не само објектот, туку и субјектот, значи од таму и таа наша, како би рекол, во рамките на факултетот, феноменолошка ориентација, во која што и субјектот и објектот се споделуваат меѓу себе настануваат. И главна теза е која што и порачувам е дека треба да внимаваат дека целовитоста е секогаш повеќе од збир на елементи. Тоа е едно од законите на гешталтната психологија, но конкретно за архитектурата архитектурата е секогаш повеќе од збир на елементи и архитектонското искуство, опросторувањето, архитектуризирањето на нештата е еден процес кој што е синергичен. Поточно и синкретичен. Значи се составуваат нешта што припаѓаат на различни медиуми. И тоа е нејзината уметничка квалификација. Дека се разни медиуми, не е прашање на геометрија. Така. И сега ме интересира, ако во една ваква дефинирана архитектура која подразбира една од објаснувањата е да го хуманизира просторот во кој живее човекот. Апсолутно. Сега во каков судир доаѓа теоријата со практиката, имајќи го тоа предвид кога им се обраќате на студентите. И колку во таа ситуација е драматична ситуацијата во Скопје, да видиме по-конкретно. По-конкретно, да. Теоријата, секогаш постоеле одредени теории, јас лично верувам во теории кои што произлегувале од одредена пракса. Значи, тоа е спирала, знаеш. И во едниот крај е бесконечно, и во другиот. Во едниот се завршува во битието, во точка, во другиот се завршува во отворен облик во Вселената. Мислам, во бесконечното. Односот на теоријата. Теоријата, ако не произлегува од одредено искуство, не е добра теорија. Или одредено искуство, ако не подразбира одредена абстракција во себе, и тоа искуство нема да биде добро.
Тоа, мислам, во оваа книга, сега случајно, мислам, не е случајно, но во односно на ова прашање е случајно. Значи, ова е првата книга на западната цивилизација за архитектура, 10 книги за архитектура од Витрувије, Марко Полиус Витрувиус, кој што баш ги објаснува односот на теоријата и праксата, дека се едно во однос на друго битни како клучни, мислам, не може архитектот да биде без едното или без другото. Инаку ние оваа книга е за среќа, книгата е, мислам не е важно, книгата е една страна е латинска, другата е македонски превод. И овој првиот учебник на западната цивилизација со мина заедно го сугериравме и во книгоиздавателството Зумпрес на времето сега 3, беше издаден и јас сум среќен што сме издали оваа книга е злато. Да. Значи во однос на Скопје, ова за теориите, уште една реченица да дополнам сепак, постојат различни теории. Значи теории кои што за жал во последниве години ми се чини дека стануваат цел за себе. Не продираат во вистинско станаништото, туку треба да бидат да заведуваат. А тоа значи рефлексија на овој потрошувачки менталитет. Истото важи и за објектите. Објектот треба да те заведе, да биде интересен, а не да биде добар. Она за кој што ние, како архитектонски факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи се трудиме, е да објектот биде добар. Она првото за студентите, тоест дека архитектурата е етичка дисциплина. Дисциплина која што се бави со доброто. Значи, кога ќе го се прашаме дали ми е просторот добар, и тоа треба да се прашуваме. Од него ќе произлезе дека е убав, ако е добар, ќе биде сигурно убав, и ако е добар и убав, тој сигурно ќе биде вистински. Ова го нагласувам, преска го испуштив, затоа што ние сега, за жал, особено по младите генерации, ние двајца припаѓаме на други генерации, од друг век сме, сепак, значи, овие генерации ја губат представата за вистинското. И што е најстрашното, моје мислење е дека, за жал, дека ја губат потребата од вистинско, како што ја се губи потребата од убавото. Кое што е многу, мислам, една онтолошка категорија која што мене ме плаши. И тоа може да биде и општата слика и за Скопје како... За Скопје сигурно. Значи, вака, Скопје, да. Мислам, не може да генерализираме сега. Се извинувам, зборувам брзо. Сакав да не зборувам толку брзо, но како и мислам и заради себе и заради публиката. Во Скопје е едно прекрасно место. Скопје е еден прекрасен град. Скопје има една прекрасно тело и како Скопје има и прекрасна митологија. Сите ние ја знаеме легендата за копјето кое пее а копјето кое пее настанува од гранката која што е на соколот кој што има поглед кон небото и кон земјата, не е тоа значи наивна позиција. Плюс тоа му дозволуваат да го земе копјето момчето кое што е просветено, кое што има добрина во себе, значи етички символ. Значи, доаѓањето и спасувањето на градот, поточно на Скопје, се темели на легенда која што зборува за вредностите. И вредностите се основата на архитектонскиот простор, не геометријата. И прво тоа треба да се праша. Сега, значи Скопје како такво има потенцијал за мене невиден. Но разни несреќи се случуваат, се сеќавате 15 век, 16 Пиколо непотребно го пали. После тој бил нормал, знаеме како завршил и тој. Тој го пали и Штипинаку. Значи Пиколо е дојден тука за да пали, не е тоа вака случајно што е Скопје запален. Значи после земјотреси и други окупации во кои што македонскиот народ и тој дух и ген кој што постои не можел да се развие до крај, заради тоа што бил репресиран. Се развил на друг начин со други насоки. Но јас ги сваќам тие други насоки кои што дошле со разни окупации како вклучување на разни култури. Значи, во ред, тоа била судбината, но да ги гледаме како вредност која што е за сите, не како нешто што би било спротивно само од нас. Она што ние го гледаме, нашите генерации сега за жал, е тоа дека постои еден голем наплив на разнородни интереси кои што не се архитектонски. И под влијание на тие неархитектонски влијанија се случува и преголема сгустеност, и во естетска смисла
би рекол обесцелување, значи се губат целовитостите. Инаку планови за Скопје имало, знаеш, и од Димитрije Леко, и од Јосиф Михајловиќ, нашиот македонски архитект, мислам, со светско ниво, значи кога ги гледам цртежите на Михајловиќ, кој што е еден вид на барок, исто и на Леко, меѓутоа на Михајловиќ особено, тоа е, знаеш, архитектонска морфологија, урбанизам, кој што е скоро жив. Мислиш дека гледаш жив организам, како мандала. Го гледате, ја гледате таа структура и чувствувате дека блика од живот. И сега тоа во делови нешто останало, тоа е судбината на сите градови. Значи, остануваат фрагменти. Така. Ако замислиме на хипотетичка можност, ви предлагам да замислиме. Добро. Што би сакале да избришете од урбанизмот или архитектурата на Скопје во минатото? Од ова што постои сега? Да, што го гледате и мислите ако го избришавме. Ако ова не постоеше, ќе беше нешто друго. Па немам конкретно како мислам дека со бришење она и преска го зачнав тоа. Јас повеќе би сакал да го гледам нештото, тоа е такво сега, не би бришал, едноставно јас се прашам од ова што постои сега, што можеме од него да го подобриме. Тоа е за мене вистинското кој што ме интригира и мислам дека може. Јас сум што би било во таа насока ваша препорака од ова што го имаме сега, како да се подобри, како да се прво да престанеме со преголемото исполнување на сите празни простори меѓу објектите. Неколку магистарски јас лично сум ги водел баш на таа тема. Значи зачувување на празното. Повторувам, не би рушил во моментов ништо, нека остане тоа така како што е, но да го доправиме и она што е клучно за сите нас, да го одржиме и да го негуваме. Затоа што едно дрво, дали го насадила оваа власт или она дрво, нива, не е важно, било кој да дојде, треба да се обиде да го дополни и да го одржи како такво. Затоа што неодржувањето е најстрашното нешто. Значи, сега не сакам да навлезам во некои политички рефлексии, тоа важи општо. Значи, не некој го направил и јас ми е се едно за тоа, подобро нека пропадне за да докажам нешто, не напротив, што докажуваме? Докажуваме дека ние сме незаинтересирани. А мене ми е целта, она етичкото што го почнавме, дека јас треба да покажам дека сум заинтересиран. Значи, има празнини, се уште има, видовме, прекрасни мала, Бебар мало и така, например, се преисполни. И заради тоа ја и губи својата вредност. Во таа смисла може ли да биде вака поставено едно следно прашање? Во минатото ми се чини дека Скопје во урбанистички аспект одеше во широчина, да. Одеше во периферијата и се изградија некои интересни и добри насадби, например како што е аеродром кој има некој концепт со јавни површини, зелени површини и така натаму. Но потоа наеднаш се случи нешто она што го велите вие, секој празен простор што остана во центарот на градот да се пополнува со објекти. Да. За жал. Значи јасно ние на сите под влијание на одредена група на луѓе кои што сакаат профитот да го максимализираат, одредена локација добива преголема густина како таква, затоа што профитот е тогаш најголем. Независно од невозможноста на ткивото да ја прими. Во инфраструктурна смисла мислам прво, тоа е значи вода, еве сега сме сведоци, нели? Не може да има вода затоа што одредени делови непредвидени дека толку вода може да потрошат, струја и сите други инфраструктурни елементи. Значи тоа е проблем кој што на сите ни е јасен. Требаше малку да се смириме со преголемото зголемување на изградениот простор за домување. Тоа е. Зошто се појави тоа? Тоа е веќе социолошко прашање. Мислам економско, не би сакал сега јасно вие да. Само една мала дигресија тука во таа насока, попомнувајќи ги тие простори во име на профитот, некои ваши колеги велат дека се нарушија стандардите на просторите за живење во домовите. Има на пример домови за живење во стамбени згради од 40 квадрати со 2 или 3 соби, што е апсолутно абсурдно, апсолутно се слагам. Тие стандарди се уништија, значи стандардите во однос на смислата на домот како таков, значи се руши неговата смисла, а и во односот на околината. Мислам, онаа космолошка дефиниција на архитектурата како просторот би требало
во најголем дел, сега не може апсолутно, но сепак да контактира со промената на космолошките аспекти, значи ветар, поглед, сонце и така натака, кои што не се неважни. Значи собата може да во принцип да е помала, ама ако има прекрасен поглед и ако е правилно ориентирана кон страните на светот, тогаш е вредноста поголема. Во овие, како се вика, згуснувања, губат сите. Во тие згуснувања и таа дерегулација за која што ја спомена, за жал, јас мислам дека е проектиран процес. Тоа е моје мислење, воопшто не мора да се сложуваме. Што би значило тоа проектиран? Да, ќе кажам, да. Проектиран процес за мене, мислам, не сакам да одиме сега во таа насока да се објаснувам, ќе го кажам. Да. Значи, од несрекните настани конфликтот, војната која што беше 2001 година, Македонија е ставена во состојба на континуирана дерегулација. Значи, до денеска, значи дерегулација. Ние сега зборуваме за простор, значи дерегулација на просторноста на нашето живење. Дали е тоа Скопје, дали е тоа друг град, се едно е, значи се работи за процес кој што е поширок. Таа дерегулација за која што уште тогаш почнав да станувам свесен дека ова не е случајно, е во обем кој што не може да биде случајен. Мислам дека е проектирана, мислам дека е создадена една пирамида на дерегулации и ова е резултатот на тоа. Значи, јас сум оптимист. Верувам дека после вакви, мислам, не заради овие разговори, сите разговори, оптимиста сум во однос, па и на партиите, во секоја партија и овие што се независни, така, има луѓе кои што сакаат да помогнат. Сме свесни и многу верувам дека може да се совземеме и да кажеме, треба да се регулира. Така. Во однос на оно што го спомнавте дека како што велите, требаше да се смириме, требаше малце полека да влеземе во на тамошната урбанизација и растот на Скопје. Да. Сакам да ве доведам до една ситуација да споредите или да ве замолам. Ми паѓа на памет Љубљана како град. Да. За Љубљана се вели дека е град кој апсолутно има контрола врз својот развој. Таму нема хаос, таму нема нешто што е притиснато од профит, од прилив на луѓе во централниот, во главниот град на државата, туку ако пак го смирено го цели и го движи својот развој. Со тоа што пак од друга страна им дава на другите градови од државата да се развиваат според потребите на тие центри. Така да го нема тој притисок врз главниот град. Дали Љубљана би била модел за Скопје? Па, модел не може да биде, знам, ситуацијата не е ваква каква што е. Се работи за политичко прашање. Колку и да не сакам да зборувам и да рефлектирам на, морам сепак. Значи се работи за политичко прашање. Некој на политичко ниво одлучил дека Љубљана ќе биде кохерентна и ќе има органски раст. Некој, истиот тој, одлучил дека Скопје ќе биде отворен град и дека ќе може да го насели кој сака, кога сака, како сака. Љубљана во својата затвореност дефинира идентитет, Скопје во својата псевдоотвореност го разградува и тој идентитет што го има. Ние сега, Македонија, Скопје, македонскиот народ, јас зборувам, по татков лав, по мајка Македонија, значи сум ослободен од овие националистички, национални рефлексии, мислам, припаѓам и на едни и на други секако. Треба да го рекодифицираме нашето присуствување како битија, како личности, и во физичка, и преди се во духовна смисла во градот. Значи, ние, за жал, повеќето не се чувствуваме дека му припаѓаме на градот. Еве може да направиме од 10 случајни минувачи на плоштад, колку го сакаат Скопје, колку чувствуваат дека му припаѓаат. Или тоа да го направиме хипотетички пред 50 години, да видите како луѓето внимавале. Внимателно оди, внимателно се однесува. Сега во хармонија живеели луѓето и градот и со свесност и со љубов дека присуствуваат, дека припаѓаат на градот. Ние сега се среќаваме со еден увезен, импортиран, како да кажам, слој на жители кои што не го сакаат, не припаѓаат и се трудат да го рекодифицираат, да му го сменат кодот. Јас поминувам низ улица Македонија и веќе почнувам помалку да не го чувствувам оној код, кој ќе кажеме код, тоа не е нешто негативно, не е нешто исклучувачко. Кодот е онаа вертикала
која што овозможува на поединецот, лично онтички, да се развие и да направи нешто различно, а да остане стабилен, да не пропадне. Така да кодифицирањето Ги спомнавте пред малку во текот на разговорот јавните простори, но ми се чини дека јавните простори се секоја жртва на урбанистичката експанзија. Дали се согласувате со тоа? Особено во Скопје. Да, тоа во последното време. Значи, кога 60-тите години, да речеме, тој урбанизам, сепак кога јавниот, како да кажам, јавниот простор, не мислам во смисла на физичкиот простор, кога јавниот општествен простор беше сепак се темелеше на постоење на системи, поточно на системи, на организации, тогаш и јавниот физички архитектонски простор имаше вредност. И таа вредност се пренесуваше како апсолутна вредност на индивидуални. Сега, на организациите како такви, системите како такви, не мислам за Македонија, мислам и пошироко гледат, се распаѓа. Обединените нации, која е организација? Светска здравствена организација. Па сега се плашиме од неја. Значи не сакаме да, мислам јасно ние, имаме информации најразлични. Така да непостоењето и разрушувањето на јавното всушност го изведување на индивидуалната волја, а тоа на крајот се приоѓа во волја за владење на другите. Го уништува и едното и другото. Затоа сум малку вака, како се каже, невознемирена и просто сакам да се бориме да го надмине и да кажеме да, организациите се важни, и светски, и македонски, и општествените нормативи, пошто организација е регулатив. Значи, да ги почитуваме, да се договориме кои да ги почитуваме. Важни се поединечно. Еден од јавните простори во Скопје за кој сакам поконкретно да збориме, бидејќи сметам дека се уште не е до толку оштетен и може да има да донесе некоја нова вредност, некоја нова форма, некоја нова радост и да го хуманизира градот, е тоа коритото на реката Вардар низ градот. Знаеме дека во други градови, европски градови, реките се обично, ја го нарекувам тоа некакви брошеви на градите на градот. Личат, има уредени кеови, тука има голема фреквенција на луѓе и така натаму. За жал Скопје последно, сега не се сеќавам која година беше уредувањето на кеот, не се направи ништо повеќе од тоа сепак да живее заедно со градот и за луѓето и да биде еден хуманизиран простор. Особено пак после, не знам, со Скопје 2014 кога таму се насадија 3 галии во реката кои апсолутно немаат врска со тоа што представува таа река. Има ли таму потенцијал нешто да се? Апсолутно. Значи, јас бидејќи учествувам во разни проекти кои што се однесувале на коритото, еден од тие проекти ја зборуваме на едно да речем пошироко ниво, но меѓутоа морам да го кажем како лично ниво. Така е. Да. За да бидем уверливи на со праксата и теоријата. Човек нема пракса, се зборува теорија. Да. Конкретно, со Минас Бакалчев заедно и со професорот Горан Марковски тогаш и Санте Ацанасовски, двајца професори. Тогаш Санте беше декан на Крадежниот, сега е Горан Марковски декан. Да. Значи, тогаш четворицата проектиравме еден мост. Пешачки мост на реката, ама тоа беше многу одамна, пред 2001 година. Значи, кој што, тоа е одговорот на прашањето ваше, мостот беше висок, мислам, од едниот крај до другиот крај, без никакви носачи, и беше со дебелина од 30 сантиметри. Неверојатно. Кога го нацртавме на компјутер, не можев да го видам, бидејќи тоа беше линија, 30 сантиметри линија на компјутерот која ќе се... Статички беше решено? Апсолутно. Значи, двајцата професори, значи Горан Марковски и Санте Атанасовски, гениално го решија тоа, мислам, ние се договаравме нормално, ама идејата беше тоа како да го постигнеме тоа. Значи, статички беше решено апсолутно, гениално во смисла дека силите со кабли беа пренесени под земја, под реката и се неутрализираа. И наеднаш тоа изгледаше надреалистички, скоро нестварно. Но тоа е помалку важно, ова беше техничкиот аспект. Битниот аспект е кој? Дека тој беше невидлив. Ние мислевме дека покрај овој камениот мост, ако веќе мора да правиме пешачки мост, тој што го поврзува трговски центар со театарот,
Македонска опера и балет, значи да биде невидлив. Значи покрај камениот кој што беше материјален, телесен, физички, ние направивме линија која што е нематеријална, абстрактна, една скоро би рекол само вибрација. Оградата се гледаше, мостот не се гледаше. А ги имаше сите функции на мост. Апсолутно. Ги кажувам најстатички, најстабилно, најсве. И дури тогаш добивме награда, мислам, за на ниво на Скопје беше една награда, ми е драга, фала Богу, и се радувам. Тоа беше одговорот. Значи, тогаш го гледавме и целото корито, како да се решат кои скали, кои рампи, како да се анимира едната страна со другата страна со другата. Главниот проблем за мене е неодржувањето. Нешто што е синдром кој што треба да си го кажеме еден на друг. Дека ние едно е да го направиме, ама треба и да го довршиме. Но тоа не е тоа. Тоа треба да го негуваме. Тоа е како во љубовта. Значи, може да се запознаете со довеката, може да излезете, дури може да ви биде и жена. Ама ако врската не се одржува во секој поглед, и во физички, и во духовен, не може да постои. Така и со објектите, така и со, особено и со јавниот простор. Значи, мора да го довршиме и да го негуваме. Во дефинициите за морам да го спомнам, мислам, бидејќи ми драг ми е, бидејќи вака има многу македонски аспекти во себе. Мартин Хајдегер, он кога има македонски аспекти, ќе може на крајот да го кажам, тоа не е проблем. Значи, он вели дека градењето е всушност домување. А домувањето е начин на кој што ние, смртниците, постоиме на земјата. Сега, домувањето како градење, вели, подразбира во себе негување на значи, домувањето како градење подразбира негување на растење. Значи, негување на процес, на нештото. И негување, создавање на објекти, тие два аспекта. Значи, грижата, негувањето е важно нешто. Ние тоа сме го изгубили. Сега го гледам, отпаднал камен, нормално дека ќе отпадне кога има треба. Има треба затоа што некој, не знам кој е, не е тоа до еден градоначалник, овој сега или не знам кој или кој да биде. Значи, мораме да се грижи да не порасте. Сите да се грижиме. Значи, мора сите и тоа треба да биде континуиран процес и не може да зависи само, мораме и поединечно да помагаме, меѓутоа институционално треба да има некој што се знае дека Зоран и Митко се одговорни за коритото на Вардар од таму до таму, и за чистење, и за околу камењата. Останува таа грижа, но мислам дека, не знам зашто инсистирам на тоа, ми значи коритото на Вардар како некоја артерија низ градот, но таму има потенцијал, таму има нешто што е на нула, што може сега да се издигне. Таму има патеки за велосипеди, за пешаци и така натаму. Меѓутоа тие се, како да кажам, физички површини кои се поставени. Одржувањето е едно, но мислам дека треба таму уште да се работи на тоа, да се осмислува тој простор. Значи, да добие некаков живот, некаква. Секако. Само да се исчисти ќе добие живот. Значи и да се врати во функционална смисла, во смисла да она што е девастирано, изрушено, загадено со графити, еве јас намерно ќе го кажам, сега тоа не мислам да го кажам, меѓутоа апелирам, ги молам, овие што цртаат графити, не е модерно, не е ни убаво. Мислам, какви да се ја многу го сакам Кейт Харин, мислам од времето уште е таа њујоршка сцена, мислам опартистичка, ама поп-артистичка и опартистичка, добро, минималистичка, но мислам дека разрушуваме нешто, некој треба тој камен од негде да отиде во планина, да го исече некој рудар, да се измачи, да го ископа, да го намести, некој архитект да го замисли, некој работник да го доне, да се целото тоа да се направи, и сега доаѓа некој со спреј и мисли дека е добар, и мисли дека е паметен, не знам, мислам, не е во ред. Не е во ред, да. Мислам дека е примитивно. За уште две места во Скопје сакам да верам, што пак од аспект на овој јавен простор, Калето повеќе како јавен простор, и Чаршијата како место кое нели е во срцето на градот, околу кој се развил градот и така натаму. Што правиме со тие простори? Калето веќе со години стои запуштено таму, во центарот на градот доминира со својата позиција. Треба да биде некое место каде што со гордост ќе ги носиме гостите и туристите, не само да го гледаат градот од озгора, туку внатре, во тој простор да имаат содржини во кои ќе чувствуваат радост, во кои ќе чувствуваат добре дојдени. Да, знам, се слагам потполно. Еве примерот, парадигмата Љубљана, политички проект.
Така. Значи Лjublјана вели, бидејќи сум бил на тврдината горе во Лjublјана, одлучено е дека тоа треба да се одржи тоа што го има и да се реконструира, да се направи и да се одржува како така. Во Скопје е одлучено дека тука се прекршуваат некакви псевдонационалистички перцепции, барања и докажувања. Поточно разни, како да кажам, измешателства. Конкретно, таму имало на Калето, имало 7 цркви. Така. Во чаршијата уште толку. Да. Мислам сега да не ви ги набројувам сите цркви кои што постоеле, значи под конкретно под џамиите секако, меѓутоа под црквите. И сега заради некаква оставяне да се распаѓа работата, статус-кво, заради тоа што некој вели не, тоа е наше, не смеете, например, на местото на една црква која што требаше да се реконструира и да не биде црковен храм. Инаку во принцип зошто и да не била, таа била пред 5 века, па е срушена. И кога би ги зачувале, кога би ги реконструирале на некој, не мислам на исламската заедница од Македонија, не е тоа. Напротив, мислам дека исламската заедница, муслиманската заедница во Македонија, бидејќи се работи за црковни објекти, ништо не може да им смета и не им смета. Им смета на тие што се атеисти, кои што промовираат друг тип на неверство и небитисување. Сериозен се. Така да, тоа значи, бидејќи тврдината е едно светло место за Скопје, кога би се повратиле сите мемории и сеќавања, нема никому да бидат против некого, но ќе докажат за нас дека постоиме. И сега, ако во политичка смисла на некој му треба да немаме свест дека постоиме, тогаш најдобро да останеме да пропадне самото. И тоа пропадне. За жал, тоа е моето мислење. Да. Веројатно слично се случува, но повеќе од аспект на профитот со старата чаршија. Таму едно време имаше, не знам, 80-тите, 90-тите години, наминати од веќе и нешто подоцна генерацијата, кога почна да живее тој простор. Таму не се наметна нешто што требаше да го поништи, да го дезавуира, туку баш влеговме и го прифативме духот на чаршијата и да го одржуваме таков како што автентично како што е, но сега веќе таму е, не знам, доминација на профит, на комерцијализација на просторот на објектите. Да, значи пак мислам дека е тоа политички. Да. Наискрено. Значи заради одредени политички проекции му се дозволува на капиталот да го направи тоа што го спроведува во реалниот живот. Мислам, реалниот сектор. Тоест, преку капиталот да се разрушат тие вредности, зашто тие вредности во старата чаршија им припаѓаа на сите. Сега овие бизнис интереси им припаѓаат само на едни. И тоа не е добро. Затоа што јас се сеќавам и Менадаеве конкретно, мислам сме одале, знам, сигурно. Знаеш, имаше толку културни настани. Само Менада, чајџундиците, Сулија, знам, ама еве Менада, мислам, не. И кога тука се сеќавам колку многу се внимаваше од проектантите за задржување на тој дух. Не, сега тоа све се пластифицира и се претвара во една друга, попрецизно би рекол, обездуховеност. Значи, битно е да нема духовност, да нема вертикала, да нема душевност. Тоа е процес кој што е светски, за нас е особено проектиран. Значи, за ме, јас тоа се извинувам, ака сега морам да го кажам. Чувствувам дека интенцијата е да нашиот дух и нашата потреба од Бога да нестане. Значи, тоа е, мислам, знаеме дека е запишано, мислам, тоа се планови кои што се видливи. Пошто кога јас ги читаме сите, мислам, не е ништо страшно. А човек кој ќе знае дека е тоа лав, ќе се бори против лава. Човек ако вика, бе, не знам што е ова нешто страшно, нема да му се спротивстави. Јас повикам да се спротивставиме на тоа. Да се прашаме за духовноста и да ја одржиме заради собствените животи. Да. Многу ми е жал на разговорот со вас, знам дека може да нема крај, но само уште едно прашање врзано можеби за ово последното. Ако одредиме некој датум во календар, до каде што можевме да кажеме тргнуваме во некој нови освојување, во некоја ревитализација на духовноста на нашата држава и така натаму, тоа е 8 септември 1991, референдумот за независност. Вие бевте креаторот на постерот за кампањата. 2 беа. Океј. Да. Да. И сега кога се сеќавате на
на тие мигови и на таа енергија што тогаш постоеше и во која учествувавте и на ваков начин да создадете некој лого, постер кој ќе ги повикува граѓаните и кој ќе им каже да, ако гласаме за, од сега натаму тргнуваме во една нова епока. Се сеќавам малку една реминисценција на тој период и на таа, можеби, не знам, јас ќе прашам, вие ќе кажете дали е тоа окей, на изгубена шанса. Па, изгубена шанса. Јас сум оптимист. Добро. Знаете како, постојат битки, една битка, друга битка, меѓутоа постои војна. Јас би сакал да мислам на војната, постратешки. Значи, ние треба да добиеме војната. И ние треба да добиеме војната. Сега, една битка, малку сме надобиле, па малку сме изгубиле. Добро, во ред, сега знаеме, јас можам јавно да кажам дека во текот на мојот живот сум згрешил тоа и тоа, сум можел да го направам подобро во однос на студентите, во однос на внукот и така. И тие може да ќе бидат подобри и може да ќе го поправат. Зошто би мислел ја дека е изгубена работата? Затоа што некој сака да мисли дека работата е изгубена? Не, нема да мислам така. Најсериозно. Затоа што јас одговарам пред Бога. Јас него сум му благодарен, се што имам, радоста што имам затоа што сум тука, ми е Божја. Дадена ми е. Седнувам на маса да работам и се радувам. Се радувам зашто чувствувам дека постои божанска милост да го разберам текстов. Не оти сум заслужил толку многу, не толку многу сум читам колку што читам. Ама наједнаш ги гледам работите на друг начин зашто ми е дадено. Да не кажам и за цртежите какви и да се така. Но ќе се вратам нова. Уште една кратка секунда. Значи, да, беше специфичен момент. Тргувавме, бевме исполнети со верба и со љубов, кој што јас и сега имам. Еден дух кој што не имаше сите обземена дух на доверба во себе дека можеме. Два плакати беа, едниот Кочо Федановски, другиот го направив јас. Кај Кочо имаше еден концепт кој што се темелеше на таа фигуративна идентификација на историјата на Македонија. Од друга страна, јас мислам дека треба да се упатиме директно на оној онтички, поединечен аспект, зборот за како божествен атрибут, мислам, нешто што кој што зборот преку кој што личноста се идентифицира, постои. И затоа го направив да биде само за. Значи нема што друго да се мисли, туку сме за. Значи имаме таа проективна димензија во себе и во ова што треба да се случи. Јас сум благодарен на како да кажам Божја волја дека сум се нашол тогаш во тој круг со тие луѓе и дека ми ја дале таа доверба која што се надевам дека било некаков мал придонес, се приметило, се заборавило, нормално е тоа, таков е животот, но ми беше премногу драго. Ќе подсетиме на тоа, бидејќи интервјуто го имитуваме во пресред на 8 септември, така да ќе биде добра информација и подсетување за граѓаните. Во секој случај ви благодарам многу на разговорот, господине Хаджипуља. Добро, ви благодарам на поканата и уште еднаш, значи, суштината на архитектурата, ова сега не се обраќам на студентите, туку на сите, ево од тоа тројство на убавото, поточно во суштината, во јадрото е доброто, а од таму произлега убавото и вистинското. И за крај, како поздрав, има еден теоретичар кој што јас многу го сакам, професор по архитектура, Јухани Паласма. Јухани Паласма има една дефиниција која што е скоро парадигматична. Вели, целта и смислата на архитектурата е да ја чува тишината. И сега, што е тишината за секој од нас, но да ја чува тишината. Ова беше сега исто со животот, тој звук на животот и оваа тишината која што исто аспект на звукот на животот, така да го погледнем. И благодарам уште еднаш на довербата. Ни беше чест. Благодарам многу.